Последите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски. Господине Дерковски, овие председателски избори треба да поминат и без најмала грешка, затоа што тоа е еден од условите за добивање датум за преговори со Европската Унија. Дали Државната изборна комисија е спремна да ја изврши својата задача во оваа насока? Државната изборна комисија во изминатиот период ги презеде сите потребни мерки организацијски кои што се потребни за спроведување и организација на овие избори кои што престојат за председателските избори во нашата држава и без разлика дали тие се услов или не се услов за добивање датум за преговори со Европската Унија, ние и онака како државен орган, значи ги спроведуваме сите потребни мерки за да се организираат кристално чисти избори. Меѓутоа, морам да нагласам тука дека изборниот процес се содржи од повеќе чинители, значи не е само Државната изборна комисија. Да, ДИК е орган кој што се грижи за организацијата, спроведувањето на изборниот процес, како еден од тие чинители, меѓутоа во ситуацијава кај председателските избори имате ситуација кога, например, кандидатите, организаторите на кампањите на кандидатите се тие чинители кои што исто така ќе треба да внимаваат на изборниот процес, да биде фер, коректен, чист, за да помине се во најдобар ред на крајот. Тука е и заканата на ВМРО ДПМН за бојкот, доколку има случај на злоупотреби. Не би коментирал, ние сме сепак Државна изборна комисија, изјави, политички изјави, затоа што не би било целисходно да ги коментираме тие. Ние ќе се потрудиме како Државна изборна комисија да овој процес помине во најдобар ред. Тоа е добро за нас, тоа е добро за сите, тоа е добро за демократскиот капацитет на државата на крајот на криштата. Дали според вас е реална бројката од 1.800.000 избирачи за држава во која што има 2 милиони жители? Изборниот законник вели дека граѓанин има право на глас доколку наполнил 18 години и има државјанство на нашата држава. Тоа значи дека сите оние кои што имаат државјанство, а се полнолетни, без разлика дали живеат во нашата држава или се надвор некаде, имаат право на глас. Тука се јавува таа разлика и не треба да ги спојуваме бројот на жители со бројот на запишани избирачи. Ако добиете бројка, ако се потрудите да добиете бројка од Министерството за внатрешни работи, ќе видите дека некаде околу 2,5 милиона е бројот на државјанства издадени од Министерството за внатрешни работи. Од таа бројка ја извадите бројката на малолетни лица, тоаш бројката која што имаме на избирачкиот список во ситуацијава 1.808.131 гласач е сосема реална бројка. Осранете ли се сомнежите дека изборниот процес може да биде загрозен со лажни адреси и лични карти, како што беше случајот со гласачите од Пустец, кои што беа доведени да гласаат во Скопје за локалните избори? Ние добиваме порција на податоци од Министерството за внатрешни работи, која што после тоа ја проверуваме, гледаме дали дел од луѓето кои што се запишани на избирачкиот список имаат адреса на живење тука во нашата држава или имаат во странство. Доколку немаат адреса во нашата држава, тоаш не можат да бидат на избирачкиот список, да гласаат и така натаму. Значи, повеќе пати вршиме проверки, меѓутоа не можеме да влијаеме на податоците кои што ги издава Министерството за внатрешни работи. Значи се работи за управни постапки кои што траат и за чија поведување е потребно барање од носителот на патната исправа или личната карта за било каква промена и може по службена должност само Министерството за внатрешни како надлежен орган да интервенира во промена на податоците. Во изминатиот период направивме максимални напори да ги нема таквите појави кои што ги спомнавте претходно и јас се надевам дека се многу малку или воопшто ги нема. Вкупно 1863 граѓани од диаспората се пријавиле дека ќе гласаат за председателските избори. Нема да се гласа во 10 градови затоа што имало
под 10 пријавени. Дали е финансиски неисплатливо да се организира гласање во овие градови, затоа што очигледно слаб е интересот за гласање во диаспората генерално? Се согласувам со ова, значи финансиските средства кои што ќе се потрошат за оваа намена се превисоки за да може да се оправда гласањето на диаспората на овој начин. Меѓутоа, имаме еднаш дадено право на нашите сограѓани во диаспората, чиј број станува се поголем од ден за ден и ние би требало да размислуваме како држава да го смениме начинот на гласање, а не да го одземеме правото на глас. Значи, јас би одел чекор понатаму и во идниот период на веќе за наредниот изборен циклус би направиле напори, би требало да направиме напори како држава да го измениме начинот на гласање, комбинирајќи при тоа повеќе начини, и тоа еден е да се прошири опсегот на гласачки места во државите кои што се домицилни на нашите сограѓани во диаспората, со тоа што би се овозможило да гласаат онаму каде што има поголема концентрација на наши граѓани во местата каде што живеат, а не во амбасадата или конзуларното представништво. Исто така да се искомбинира можност со електронско гласање преку имейл. Во тој случај би се оправдало ова гласање, овие трошоци за гласањето во диаспората, затоа што сметам дека тоа бројката неколкократно ќе се зголеми на граѓани кои што ќе го искористат своето право на глас. Од друга страна, за прв пат се организира во земјава гласање во царските домови. Од кои причини се прави ова? Од причина што изборниот законник вели дека треба да се овозможи, Државната изборна комисија треба да овозможи на секој гласач да го оствари своето право на глас. До сега, за жал, во нашата држава не е организирано гласање на граѓаните кои што подолг период, повеќе од еден месец, престојуваат во старските домови. Бројката во целата држава по нашите информации е нешто над 2000 граѓани кои што не можеле да гласаат. Ние за овие избори ќе направиме еден пилот проект во двата дома, еден приватен, еден државен во Скопје тука, да видиме како ќе се одвива целиот процес. Доколку е успешен тој проект, во тој случај за наредните избори ќе организираме гласање на ниво на цела територија на државата, за да може граѓаните да си го остварат своето право на глас. Значи, интенцијата треба да биде на сите да им овозможиме да го искористат своето право на глас. Ако нема излезност од 40% во вториот круг, што ќе следува понатаму? Какви се процедурите? Ако нема излезност во вториот круг од 40%, не е исполнет условот за успешни избори, во тој случај веднаш се распишуваат нови избори, односно председателот на собранието треба да распише нови избори. На тие избори можат да учествуваат и кандидатите кои што сега учествувале, доколку бидат поддржани од своите поддржувачи, како што е сега случајот од група на избирачи или од 30 пратеници најмалку, или може да бидат други кандидати. Значи нема ограничувачки фактори во таа смисла, меѓутоа треба веднаш да се распишат и одржат изборите. Активностите на председателските кандидати на терен почна и порано од официјалниот старт на кампањата. Каков впечаток ова дава за изборната слика? Значи до 21 овој месец, односно од 22 тие се официјални кандидати, потврдени од нашата комисија по разгледување на нивните апликации. Сите активности пред тоа кои што ги гледавме на медиумите беа практично активности на граѓани кои што можат да си вршат било какви активности. Тоа е законска празнина на некој начин која што им овозможува на кандидатите за кандидат за председател на државата да го користат тој период. Меѓутоа од 22 наваму не се приметени некои посериозни прекршувања. До комисијата има 2 или 3 приговори стигнато кои што ќе ги разгледаме и ќе одговориме по нив, меѓутоа сметам дека нема посериозни прекршувања. Се почитува во главном она што ние како Државна изборна комисија апелиравме да до стартот на официјалната изборна кампања се воздржат кандидатите од настапи.
Антикорупцијската комисија најави дека ќе следи дали функционери од извршната власт ќе учествуваат во кампањата и дали ќе се користат државни ресурси. Дали и ДИК ќе го следи ова? И ние имаме обврска исто така, меѓутоа антикорупцијската комисија има поголеми надлежности во овој дел. Ние се координираме со антикорупцијската комисија, имаме постојана комуникација и во тој дел доколку има било какви прекршувања, договорени сме да едни со други се известуваме како би можеле навремено да се реагира. Ви благодарам на разговорот. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.